Денеска ве водиме низ утрото на Телма. Секој нов ден започнете со нас. Ова утро ваши домакини се Цецето Дососка и Марко Марк. Направете ја разликата во ТВ етерот. Утринска на Телма. Нашата утринска тема ја посветуваме на се поприсутното врсничко насилство кај младите. Зошто булингот стана секојдневие во нашата земја и какви се последици може да донесе во семејните кругови за младите, но и за возрастните. Кои се најчестите причини кои доведуваат до врсничко насилство и како да препознаете дека можеби токму вашето дете е жртва на истото. Да, денеска на оваа тема зборуваме со доцент доктор Мирјана Јовановска-Стојановска, инаку професор на МИТ универзитетот и председател на Комората на психолози. Добре ни дојдовте, добро ви утро и посакувам убав почеток на новиот работен ден. Како сте утрово? Добро утро, добро ве најдов. Добро, убаво, сончево. Се надевам дека убавата енергија која што имаме во студиото ви ја пренесуваме. Ева Марко ве почести со нашиот детокс напиток за ова утро, така што се надевам дека ќе имате убав ден. Темата ни е актуелна и секогаш се обидуваме во она главна или носечка тема на денот да зборуваме за актуелни работи. За жал, булингот е некако се поприсутен и сега зад камери споделивме многу случаи и многу ситуации кои што за жал стана секојдневие помеѓу младите во нашата земја. Што сметате, дали од секогаш нели ова врсничко насилство или тој назив кој што го користат по англискиот јазик булинг, од секогаш било присутно или некако социјалните мрежи, глобализацијата, дигитализацијата, тоа што можеби децата изминативе 2 години во екот на короната нели учеа онлайн и некако беа во секојдневен допир со тие гаджети, можеби сето тоа си го направи своето. Па знаете, прво јас имам предлог да не го користиме повеќе зборот булинг, зашто има еден многу убав наш збор што се вика силеџиство. И точно опишува уствари што значи тоа булинг. Пака кога се збори булинг, толку изгледа нешто као нешто што е модерно, па нешто англиски, па кој таму. И така, знаете, и дури и децата така го доживуваат, булинг, така нешто добро е тоа да се прави. Да, и супер нешто, па си кога го правиш тоа, па тука сите ти зборат и така да мислам кога имаме опис се збор што се вика силеџиство и е точно. Без разлика каков е типот на силеџиството, значи баш убаво и описно. Од секогаш го имало тоа. Значи го имало и без разлика во која средина или дали е некој позатурена средина, некоја позаостаната, па помодерна и бил. Значи во сите средини, меѓу машките, меѓу женските, секаде е присутно силеџиството. Да, можеби сега е многу подостапно, односно формите на силеџиство се такви што ние многу лесно се достапни на широки маси, нели? Ке снимите деца се тепале секогаш меѓу себе, и девојчиња и момашки, се тепале за дечковци, за шминки, за кој е посилен, за топката, за фудбал. Значи тоа секогаш постоело, ама порано ќе си степаат на сред село или тука во градчето, во малото. И ќе остане тоа таму. И никој, и ако ги да тепаат уште родителиве дома или така нешто, а сега ќе го стават со видеото на социјални мрежи и ќе стане општо познато и тие од Кавадарци ќе слушнат, и тие од Македонија, и тие од Америка, и од Јапонија исто ќе ги видат. На TikTok ќе ставиш и добива некоја друга форма силеџиството. Значи многу по-распространета и штетата е многу поголема. Освен тоа што ќе се стави еднашка на интернет не се брише. Секогаш ќе остане таму. Веројатно и младите го доживуваат како нешто кога е по социјални мрежи, дека е многу добро тоа да се прави. Па затоа викам, па булинг, па не знам тоа и така, тоа сето се доживува како нешто што во светот се случува, што е многу модерно и така, а уствари ние многу малце зборуваме што им фали на тие што го вршат булингот.
Не зборуваме многу за жртвите, за луѓето кои страдаат од сето тоа. Ама што е тригерот кај насилникот? Кај силеџијата, така? И кога ќе кажеме дека се тоа луѓе кои имаат, млади луѓе кои имаат проблеми. Значи, од почетокот, нели, во првите години на школувањето, постои нешто меѓу децата, нели, се закачкаат и така, ама како одат таму кон адолесценцијата рана, многу посилни се формите на булинг и по-отровни, да кажам. Кога си мал, може ќе ти кажат некој надимак или нешто ќе те турнат само, ама ова понатака оди многу посилни, по-озбилни форми, како што реков, постирање на видеа и значи како може да биде што поувредливо и пошироко. И пак ќе повторам, значи многу малце зборуваме дека луѓето кои прават булинг имаат проблем. Па не знам тие кои ќе прават булинг како ќе се осудат да покажат какви проблеми внатрешни имаат. Значи проблем прво со сопствените емоции, да нешто што е како енергија, како лутина, без нереализирано, неостварено, повреденост, можеби тагата некогаш, затоа што не сакаме да си ја прифатиме, да се трансформира во таква една агресивна енергија, да му направиме некој друг да му биде тажно. Ако мене ме тепаат, јас ќе направам и другите ќе ги тепам. Зашто? Ако мене ми прават некој абјуз, и јас ќе го правам тоа. Откаде таа агресија кај младите? Да бидеш агресивен е нормално. Да си ги решаваш проблемите е нормално. Сега они една дел од младите одбираат на многу не адекватен начин да ги решаваат своите внатрешни проблеми. Меѓутоа, дали се тоа, Миријана, го носат како последица можеби од лоши семејни кругови, нели, како да кажам, едноставно родителите не функционираат можеби во семејството, гледаат поинаква слика за тоа како семејството треба да изгледа, тоа си носи своји последици понатаму? Сигурно, затоа што значи, не дека родителите се само виновни, а еве, например, за овие последните 2 години за пандемијата 2,5 колку ги има веќе, возрастните поминаа еден период со страшен притисок врз личноста. Една постојана информација за случките во светот, па кој умрел, колку се разболеле, па што ќе биде, па економијата, па лажни вести, па точни вести, па ќе излезе министерот нешто ќе каже, па малце му веруваш, па не му веруваш, па ќе те затворат у карантин. И тоа беше секојдневно. И нормално дека влијае, значи не можеше никој да остане отпорен да се до тоа. А воопшто да го земеме и животот, по кој што треба да обезбедиш пари, треба да ги платиш сметките, значи возрастните живеат под огромен притисок. И сето тоа се одразува и на тоа како се однесуваме со децата, што се случува во домот. Некаде е посетливо, некаде не, некаде ги игнорираме децата, не дека е желбата да се игнорираат децата, него родителите одбираат погрешни копинг механизми да се справат што нешто се случува во животот и нивните деца бираат погрешни копинг механизми да се справат со својот живот. Што вели вашата секојдневна пракса, вашето искуство и колку и родителите на силеџиите во овој случај или на насилниците, но и оние кои што се жртви, преземаат соодветни мерки во смисла на тоа да се обратат на медицинско лице, онаму каде што е вистинското решение. Вака, значи, кога ќе се случи немилата случка, дури е касно. Сега нормално дека тогаш се интервенира, па ај се да видиме овој што правел силеџиски напади, што него му фали или што му се случува во животот, па како да научи нешто ново, како да не го прави тоа со своите врсници, па и овие кои останале како жртви од булингот, па нив што им се случи. Значи, ама сето тоа би требало да биде некаде многу порано. Значи, да направиме нешто што ќе биде превенција на сето ова. Нели тоа дете пред да направи некој силеџиски напад или на некое лошо однесување агресивно кон своите врсници, покажувало некои симптоми, нешто покажувало дека нешто му се дешава во животот. Значи, ретко ние имаме процентуално луѓе кои кога се родиле немаат способност да изградат таа структура на личноста, па, например, да влезат во психопатија, да ги повредуваат намерно луѓето околу себе и животните, ама тоа се многу редок, малечок број. Сето она другото е влијание на социјалата, на тоа каде живеат. И начинот на кој што се однесуваат, филмовите, игрите.
И покрај тоа ќе постои секогаш. Ама она што е навистина огромен и тежок терет е на семејството. Ние не можеме да прекратиме деца да гледаат агресивни филмови со тепачки или да гледаат цртани филмови исто. И Пепелашка и сите тие се палци агресивни, све има нешто. Ама кога ќе му покажеме на детето љубов, трпение за него, ќе му посветиме барем 1 саат дневно, да ги оставиме себе си и сите она што така работата, проблемите и се на страна, да бидеме со семејството. Да бидеме тука за него, за да ја доживее својата важност како човечко суштество, својата битност. А ако ние му покажеме дека ни е важно, оно кон себе си ќе се однесува како према некој важен. Да. Затоа што сите ние се однесуваме кон себе си така како што нашите родители се однесувале кон нас. Они ни покажале колку ова овде има важност, колку ова е да се разбери и да се сака. И така ние тоа си го правиме истото. Така е. Имам уште некоја минута до крајот. Мирјана, вие дадовте малта не сега и супер совети за тоа како треба и родителите да се однесуваат и децата, меѓутоа би сакала само да потенцираме дека остава сериозни последици по однос на здравјето и нели благосостојбата на духот на луѓето, доколку нели не се реагира навреме и за едните и за другите. До какви се последици може да донесе? Па ако ние велиме дека нели жртвите, секогаш збориме за тие кои биле на булинг, на силиџиско однесување, нели има последици. Значи може да биде тоа една вознемиреност која може полека да се надмине, значи зависно што му се случило до нешто што ќе трае со години, ако видеото било ако е ставено на интернет и да има сите да го препознаваат, сите да го зборуваат и така, значи може да остане последици кои трајни или подолгорочни. Сега може би долгорочни, ама ќе може би и да бидат трајни ако ние не му помогнеме, ако не најдеме стручно лице, не најдеме психолог или некој што ќе му помогне да го помине сето тоа, зависно, значи што се случило, потоа зависно од тоа какво е детето, нели имаме различни карактерни црти, различни, некои деца се побрзи, па му се случило, ама ќе го обработи некако тоа. Другите се потивки, ќе го пикне длабоко, па ќе го носи со години и така, значи му треба помош. Сега исто овие деца кои ги вршат насилствата, кои се силеџи, они што прават? Они си го уништуваат социумот кај што живеат. Ќе бидат прогласени за насилници, ќе ги казни училиштето, ќе ги преместат во друго училище. Кога ќе почне тој круг, тој е бескрајен. Нема крај. Значи, он ќе почне да се доживува насилникот дека не припаѓа на тоа општество. Од почеток можеби ќе му аплодираат тие неколку души околу него, леле, какво видео сними, види ово е мангупа му рече на тој таму. Ама тоа после влегува во еден круг кој уствари не е круг, него е спирала кој оди надолу. Затоа што ќе биде еднашка казнет, па викне кај психологот, па ќе биде прогласен за проблематичен, па ќе отиде во друго школо, па во тоа исто училиште. И значи тоа е нешто. Тоа нема крај. Нема крај. Така да и тој што го врши насилството многу си го повредува сопствениот живот. Да. Ова е една актуелна тема и за жал споменавме секојдневно во нашата земја. Ќе продолжиме и понатаму да ја обработуваме заради тоа што сметаме дека треба и тоа како гласно да се зборува во медиумите. Ви благодарам многу за одвоеното време ова утро и за навистина убавиот и корисен разговор за нашите граѓани. Па ја да ве поздравам дека темата е одлично одбрана и би требало многу повеќе да има вакви разговори. Се сложувам. Ви благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам што не проследивте, односно што го проследивте овој разговор. Станете на Телма по рекламите во 8:30, како што веќе споменавме, првото информативно издание на вестите денеска со Александар. И денеска ве водиме низ утрото на Телма. Секој нов ден започнете со нас. Ова утро ваши домакини се Цецето Дососка и Марко Марк. Направете ја разликата во ТВ етерот. Утринска на Телма.